Со кросоверот iX се запознавме зимава, кога ни беа сервирани само општи информации за него, а сега се знае во кои верзии и по кои цени ќе се нуди. Лимузинскиот i4 пак ќе биде првиот електричен модел на BMW кој ќе го носи M знакот. Освен со двата моќни електромотора кои ги задвижуваат сите 4 тркала и достојните перформанси, него ќе го оправдува и со звукот што го има. За таа цел баварците го ангажираа оскаровецот Ханс Цимер, кој е познат по интегрирањето на електронските звуци во традиционалните музички аранжмани. Годинава во историјата на Мерцедес ќе биде запишана со посебни букви, бидејќи електричното портфолио на марката со трикраката ѕвезда многукратно се зголеми. Прво беше покажан засега најмалиот во гамата, кросоверот со динамичен дизајн EQA, базиран на класичниот GLA. Истата формула е употребена и за EQB, додека пак знаменосецот EQS е нешто сосема посебно. Овој модел, кој погрешно се нарекува дека електричната верзија на S-класата, има сосема нова, наменски развиена платформа. Наменета за користење кај сите поголеми електрични модели на Мерцедес, кај неа акцентот е ставен на автономијата. Освен батериите, за тоа заслуга има и исклучителната аеродинамика на EQS со коефициент на отпор на воздухот од само 0,2, каква нема ни еден сериски автомобил. Исполнете со мноштво револуционерни технологии, вкупно 40 на иновативни решенија, од кои најмногу паѓа во очи големиот 56-инчен заоблен екран. Футуризмот, посебно во изгледот, владее и кај идниот EQT, која е електрична верзија на T-класата која за основа го има Renault Kangoo.